На сам ден на верскиот православен празник Сите светии, после поминати 29 години, сонцето повторно ме огреа во селото Арбино. Но наместо со тогашната телевизиска екипа на тогашната телевизија Скопје, овој пат во Арбино дојдов со моите пријатели и долгогодишни соработници со продукцијата Маријево филм, Димче Ковиловски и Драгослав Миновски. Како по стар обичај и овој пат во Арбино дојдов рано сутрината, каде што на старото арбинско средсело не пречекаа Христо Миленковски, Стојче Ставлевски и Трајан Јаневски, со кои си разврзавме моабет надолго и на широко за некогашниот и сегашниот живот на Арбино, како што арбинци од памтивека си го нарекуваат нивното село Арбиново. Зоране, јас сум Трајан Јаневски, синот на Јордан Јаневски, кој Бог да му душа прости, си замина кај Бога пред 10 години. Човекот, ако се сеќаваш, кога овде зимото на Срецело пред 29 години ти го снимаше. Пред 25 години ова е таа куќа кај што дојдов и кај што еден жител до ова село ми раскажа дел од приказната за Блиската битка, кој што од овде од Арбиново биле отерани од Дијербекер околу 15 мештани. Сигурно се сеќаваш на татко ми Јордана, ми рече. Како не се сеќавам, убаво се сеќавам како денес када беше, се уште го паметам и местото и ликот на Слико Јордана, со каскетот на главата, со зимската бунда облечен, кога ми ги наброја по име и презиме 15-мината арбинци, кои пред 117 години, заедно со уште 200 и кусур дебрчанци, одовде од Арбино турскиот султан ги испрати сургон во Дијербекер, му одговори. Колку ми е мило што си го запомнил ликот на татко ми Јордана, радосно ми одговори Трајан Јаневски. Сега вака, Зоране, јас, Стојче и Христо имаме еден ваков предлог. Тебе да ти предложиме, па ти самиот оцени дали бива или не бива, ми рече Трајан Јаневски во името на неговите соселани. Ајде, Трајане, кажи му го на Зорана нашиот предлог, што уште пред неколку дена го думавме во еден глас, Стојче и Христо го замолија Трајана. Вака сега, Зоране, пошто пред некој ден, кога ти ми се јави дека ќе дојдеш во нашето Арбино да направиш нова репортажа, а пошто ја имам снимката од тоа време кога ти го снимаше татко ми и другите мештани во селово, нашиот предлог гласи вака. Оваа документарна репортажа да ја продолжиме со нови приказни за нашето село, кои останаа недораскажени од нашите соселани, со што ќе им направиме голема чест, иако не се меѓу нас, велким ќе не слушаат горе на небото, ми рече Трајан Јаневски. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Јас сум Стојче Ставлевски од село Арбиново, роден во село Арбиново и живеам во село Арбиново. Сум председател на Советот на местната заедница во село Арбиново повеќе од 15 години. Така да во соработка со граѓаните од селово работи на многу активности, проекти околу инфраструктура. Ова село е поставено на подножјето на Славе планина, во близина на автопатот Охрид-Кичево на 1300 метра оддалеченост, така да неде околу 100 до 120 куќи од порано сите биле населени. Сега во поново време се сите раселени, така да веќе има и куќи руинирани, има веќе се градат и нови викендици, што значи
е подобрена инфраструктурата, доаѓа луѓе купуваат куќи. Од таа гледна точка, нашата поставеност на селово е многу приоритетна во останатите села. Нас ни се соседни села, Лактиње, Годивје, Сливово, Слатину. Исто така е добро што ние граничиме со езерото Слатинско и така сме, нашата географска поставеност е на многу место. Колку куќи имаше порано селово? Колку жители? Порано селово меѓу 100 и 120 куќи имаше, негде во просек околу 4 до 5, негде и 6 членови во едно семејство, значи негде околу 600-700 луѓе најверојатно по тоа време имаше. Јас дел од тие времења во мојата возраст ќе стигнав до тие луѓе. Сега тоа е све раселено поради хикс причини, посебно економски причини, поради немање на доволно услови за живење во селото и уопшто во општината Дебоса, се луѓето сите раселени по градовите. Може малце да ми направиш како се викаат овие викани места во атарот на селото? Па, имаме тука повеќе места. Ето, пример, гледано во мојот правец е црковен задел, над црквата Свети Атанасија во село Арбиново. Од левата страна од мене е Присој, или ние си го викаме Врх Присој. Понатака имаме позади мене, вака гледано, позади мене е Опаленик, Гушец. Имаме од десната страна од мене е Славе планина. Значи испод неја Историската Славе планина. Да, историската Славе планина, каде што таму е веќе и споменикот на Мирче Ацев. На батальонот Мирче Ацев. И така да се од тие времења историски се случувани на оваа територија. Значи многу војни, многу работи и така. Ово да ми кажеш, од што луѓето твоите соселани живееле порано? Во свое време живеа, сите си чуваа стока, све од земјоделие. Од земјоделие многу ретко имаше вработувања. Претежно беше добро што јас и малку стигнав во мое време возот, што старата популарно линейка Киро, возот Киро, така да и дел од луѓето беа вработени на таа пруга во тие периоди, па се тоа се распадна и повторно се врати, некои се распоредија по другите градови каде што имаше железница, останатите си останаа во село и се занимаваа со сточарство и земјоделие, немаше друго што. Може ли да се пишеш кој колку имаше, да речеме, колку овци, колку крави, колку кози? Или да речеме вака едно, ајде, твојот татко и дедо да речеме, колку имавте вие во времето овој? Од мојата фамилија ние не чувавме овци, чувавме само крави, елина, и си работевме земјоделие. Така. Да, иначе во селово се чува, немаше семејство кое беше помалку од 100 овци. Значи, во просек, како ги преброиме тие, веројатно имаше околу 2000 овци во село. Така. Ова се да ми кажеш, имате ли училиште во село? Да, имаше училиште во село Арбиново, каде што јас тука завршив до 4-то одделение и после мене имаше неколку генерации, па тоа се распадна, више се престана. Да, училиштето се викаше Коста Ангелески, на нашиот познат и паднат борец во селото Кленоец, 44-та година во октомври месец. Кога секој човек ќе се роди, освен воспитанието што му го даваат неговите родители, и исто така воспитанието му го дават и таскалот, да ти кажано. Нормално. Како ти се викаш учителот? Што те научи да читаш, да пишуваш? Учителот се викаше Елена Тренеска. Така. Која таа мене ме водеше до 4-то одделение. Колку бевте ученици во одделението? Сигурно 6-7-8 бевме во едно одделение. 4 одделение, околу 20 и нешто, 30 ученици. Релативно си млад човек, што се вика, така речено, моја генерација, така речено. Ајде вака едно да се присетиш на спомените на твоето, ајде на тој надалечки живот, на период кој што го живее не 30 години, каде што на времето имаше и диско игранки, имаше турнири по селата и овде во Арбиново. Па во нашето време, ето јас, пример мојата генерација, допред тоа имаше собирања тука, имаше една игра, попретки ги вика тука во селото, понатака се собираја за Велик, да се собираја сите празници тука во селово, што значи
немаше такви игранки, него имаше музика. Жива музика со ајди, со така. Она автентично, она народно. Апсолутно. Да ми запее душата, да ми заигра. Нормално е тоа. Тука на целото се собираа сите луѓе, значи целото село. Одвај се чекаше да дојде празник, луѓето да се дотераат, да се променет. Нормално и во селски облеки, одеа луѓето. Старите луѓе со бечви, оние со голем путиви, стари. Нели џеповите на назад. И тоа беше се играше во среде оро, меѓу кои пред се точно убаво се сеќавам, јас сум малку помлад, тогаш не знам, нејде на 13, можда и 15 години, неговиот татко Велјан Миленковски и останати Темелко, Алексо, луѓе во селово, тие претежно играја во среде оро, никако не се фаќа за останатите и кесињата со ластик врзани ги ваѓаа од џеповите да му плаќаат на музиката. Тоа беше многу интересно. После тоа поминува, како што минуваше времето, годините, мало одеше по луксузно, по модерно време. Јас меѓу време се вработив и живее во Ресен и тамо јас малку по модерен живот навлегов во тие развиени подрачја и си доаѓа викендите, односно претежно си доаѓа за Танасов ден, денот на 31 јануари и со мојата генерација дојгарите се организиравме и одлучивме да направиме по прв пат игранка во селото. Тоест во домот. Каде што беше селски, каде што беше и продавницата, па тоа си го организираме и после нас не остана традиција. Секоја година си го правевме тоа и беше многу интересно, па тоа беше добро што од тука после многу девојки и дечковци се запознаја, па станаја бракови и така. Јас сум Ристо Миленковски, роден 39-та година. Татко ми се викат Велјан. Фамилијата ми Миленковци. Потекло од земјоделска фамилија, сиромашна фамилија, а сега сум пензионер. Мојата мајка Спаса се викаше. Од кај беше таа родом? Исто од селото Арбиново. Од која фамилија таа? Таа од фамилијата Милевци. Така. Денеска во село моментално имат кои живеат 7 куќи. 7 куќи. Да ми наброиш кои се тие луѓе? Ќе ти набро. Прво Божана Поповска, сама. После Борка Милеска, Стојче Ставрески, Зорка Ѓореска, Ѓоко и Горица Јолески. Моментално кои живеат во Арбино. Наброја дека одека се 7 души. Ете, да те бројам и тебе, 9 души. 9 души. Од кои ќе зајди сонцето, од кој ќе заврши денот. Навечер, каде вака се собирате и што лавси му обетите? Навечер не се гледаме еден со други никој. Излагам на тераса куќата моја, со жената прам обед, се пулам во полето, во планината, нема ништо друго. Рече дека твојата бабичка се викат Стојна. Таа од каде е таа? Таа исто од селото Арбиново, татко е Иван, мајка Златана. Моментално сме двајцата сега тука, иначе живееме во Охрид. Колку Господ челата ви даде? Господ ни даде 2 челади, едно женско, едно машко. Колку нучина имаш? Нучина имам 3, 2 машки и едно женско. Ајде ми наброиш по имена? По имена од синот е Кристијан, на факултет 2 година електрофакултет. Внуката ми е 8 оделење, Девитолепка. Така. Се викат Андријана. Така. А од черката внукот ми се викат Андреј. Тој е 3 година на факултет исто правен. Кој ти се помили? Исти ми се и од черката и од синот. Рече дека твојата домаќика се вика? Стојна. Ај вака се да ми кажеш кога патам по селата, по стари, твоите вртици ги прашувам. Како се зедовте? Кое време беше тоа? Со стројници, со убаво или бега като и дано? Тоа беше давно, 64 година. 64 година. Со стројници меѓу нас двајца.
со свадба, тога селото имаше и луѓе, и така се задовме. Кој му е летна слава на село? Слава на селото е 31. јануар, Свети Атанасија. Така, значи како што го носи името и црквата. Црквата го носи името и тој ни е празникот 31. јануар. Може ли да се сетиш пред 50 години како беше за белите, за Свети Атанасија, за Божи, кога се правят свадбите, венчавките, крштевките? Пред 50 години беше милина во село да се дојти да се живети. Имаше народ, девојки, вечери, стари, свадби се праја, крштевки се праја, а сега сме само ние старите останати. Еве овдека разговорот, додека го водиме, се наоѓаме во вакавот на црквата Свети Атанасија. Ќе може ли малце да ми кажеш кога е правена црквата, кои биле мајсторите, така? Од овде кога влегов, на влезот има 10 души кои што 1920 година дале во тоа време некој по $30, некој по 20. Донирале тие Така? стари луѓе кои биле некои биле на печалба, некои тука би им што биле малку појаки со имот. А црквата по укажување уствари и сега има датум на црквата, 22 година е градена на Треврските и прајле од речи го тамо Од Галичник? Галичник, да, Така? Галичник. Мајсторите таде биле, тие фреските прајле во црквата и така 22 година изградена е. Овдека во оваа црква и твојот дедо, и твојот прадедо, и твојот татко, и вие сте венчавани тука. Да, татко ми тука, дедо ми тука и ја тука. Што е тоа што те привлекува да дојдеш во Арбино? Пошто да речеме многумина отидоа, се направија по навод кажано граѓани и забораваат од кај им е коренот. Па што да ви рече, со времето, за времето имаше доста народ, доста луѓе, младите не си селија, останане по старите, ме привлекува што тука сум роден и тука сакам пак да починам. Еве до тебе тука се наоѓа еден наш заеднички пријател, Димче Ковиловски од Прилепско селото Вранче. Патуваме долго време. Која регија вака би одбрал? Која е убава? Дали е Дебарца, дали е Маријово, дали е Прилеп или твоето родно место Вранче? Родното место си е родно место. Јас сум, што викаат мнозина, мешана скара. Од Вранче сум ја 18 години живеев таму, 45 години во Германија, во Прилеп моментално живеем. Родното си е природно. Така. Сега, ја бев со намера нормално, кој што кажа господинот овдека, ете толку кујчи имав таму, 2 пати поќе имам живеено во западот во Германија. Бев и со намера исто и да бидам и погребен и кујче направив во село и тоа го знај сам ти. Кога ќе ја чуеше нашата песна македонска во Германија, возла браќа тргнува, тој жената пуста да остане. Ти се радуваше душата или и тагуваше? Не можем никој да се радувам кога одам на напуштам татковина, домовина, во туѓина, одам друг јазик, друга цивилизација, друга култура, навики, се е тоа е. Ја секој сум верил, ако сакаш некој да оди за русанство, тој може само непријател прати го. Нашиот пријател го прашавме како се запознал со сопругата. Како вие се запознавте? Ти дадоа бегалка, сварно, со свадба и од која место е таа? Таа е од Вирово, од Демисаро, дека. Значи исто патриотски крај. Најпатриотски и после мнозина и се не знаат тие се тоа ти го знаеш, може и овие не го знаат. Брсјаци, има ли слушате? Да. Брсјаци. Ама не знаете што значи брсјаци. Ти најверојатно дека го знаеш. Тие биле гардата на Александар Македонски, брзи и јаки. Да. И дечко и довека, година дена се забавувавме и ни свадба направивме, нити средства имав за свадба, нити намера имав за свадба. И се задав некој да речем пак бегалка. Таа беше дојде на нагости, козолва со невестава. Имав една друга девојка која сакав 3,5 години, со ова година и пол дена. И реков, дојде денот за жени. Так. И реков, идиш сега, сега мој мајка да. Идиш или не идиш? Ако не реков, еве.
А на бившата девојка велев ова ми е брачета, не си велев ова брачета ми е. И така се лучивне, а пак другарка е незина, че не ти е брачета, рече но девојка ти е. Аха, сестра рече има мажанове. И се седовне и бери чатвора се. И до денес кој поќе се ризате? Ти, твоите домајчики или ти не знаеш? Кој поќе се слушате? Ми слушај, кој во западот, ето западнашки, мора, или така, ако ще саката, или никако. А овде за мене е западнашки до плетвар. Така. А кај тебе, ти поќе слушаш бабичката или таа тебе? Па Бога ми, та мене појче. Поќе, да? Та мене појче. Добар ден. Добар ден, добар ден. Јас сум Зоран, овој што оди по селата што и прави оние емисии за нашите убави заборавени села. Како си ми? Добро да велиме, добро. И така. така е. Те служи здравјето? Да, и така, и така. Што години ги направи? 70. Машала. Од овде си, од Арбино? Од тука сме, од Арбиново. Тука родена? И родена тука и мажа. И мажена, така. Како ти е името? Стојна Презиме? Миленковска, А момиско? Ивановска. Ивановска. Домајчинот како ти се викаше? Домаќино тамо беше со оваа црква. А црква? А, ти си му домајчинката? Да. Што те овој? А, така, така. Ристо, така. Ова куќата твоја? Не, од комшите. Од комшите. Тука малку одмораш, а? Малку паценка се. Жешко денеска, ама добро, само овој вика старите Жешко, ама овој лебот треба да се собериш и треба да се жнее. Тому се не садиме ништо. Така. Чекаме готово. Така. Ајде, ако да ми кажеш како беше животот, кога беше на моите години, дури помнат да речем на 50 години. Овде као село. Добро, беше, тога беше добро, ама сега нема појке да зборувам. Малу не сум добра и така. Да се ми здрава и жива. За сега, ако сакате, доволно е. Така. Вака само една Берко. Да се ризате и ти твојот домаќин, ама и тој тебе повеќе. Договорено? Ајде поздрав. Поздрав. Пато низ Дебарца, низ овие 24 живи села и 10 села кои што се изумрени пред 200 години. Секое село има спомено бележје. Овдека во Арбиново е Арбинската битка. Во Арбиново на 15 март 1903 година, 5 месеци пред големото линдеско-македонско востание, се собрани околу 200 души од цела Дебарца и испратени во Дијарбекир. Нели е убаво да има едно спомено бележје, да се напишат тие имиња на тие наши македонци кои што многумина и не се вратиле од Дијарбекир дома? Видите вака. Мене беше една од најголемите желби да се изгради спомено бележје во село Арбиново, поради тоа што во Арбиново го нема, значи на ниво на Македонија ако зборуваме, само Арбиново го нема тоа спомено бележје. Јас покренав иницијатива и од претходниот состав на местната заедница имаше одговор. Јас имав дадено писмо, кога не бев ниту член во местната заедница, јас ниту воопшто. Јас лично само иницијативно напишав писмо до местната заедница и го прифатија местната заедница. Пред се секретар беше Крсте Лазарески, така да тој ми одговори лично на мене дека да, мојот предлог е прифатен и редно е да се изгради спомено бележје. Ама така застана работите, престана и више никој не се интересираше. 2009 година мене ми избра председател на Советот на местна заедница, тоа беше одлука на граѓаните и им кажав што е во мојата програма. Сега јас покренав иницијатива се изработи проект го изработи архитекта Драган Стојановски од селото Песочан, поставена како станицата и платформа каде што требаше да се изгради тоа спомено бележје на Коста Ангелевски паднат Борец 44 и Борис Богдановски паднат Борец 43 година во октомври месец едниот и другиот. Така да сметам дека во текот на оваа година, можда не, али нареднава година најверојатно ќе го решиме и тој случај. И сметам дека кога ќе дојдете наредниот пат да снимате емисија за село Арбиново, ќе го снимите и тој споменик што сметам дека ќе го направиме ние во село.
Арбиново, иначе во историјата е познато по така наречената Арбинска афера. Ова е, познаат сите, деварска револуционерен крај и луѓето масовно учествувале во изминатите револуционерни времиња. И то секогаш ми се чини на правата страна. Пред Илинденското востание од овдека почнува така наречената најдолгиот пат. Со провалата пред Илинденското востание постоела организација овде. Таа организација имала оружје, собирала се, припремала за Илинденското востание, меѓутоа негдека ми се чини во мартот 1903 година е провалено, направена е провала. Организаторите, учесници во списоци се најдени од потенцијалните учесници во востанието. Турските власти ги имаат затворено, добар дел однесени се во Охрид. Од Охрид се познато е тоа во Дијарбекир, онаа Голгота, и по тој настан е снимен и филмот Најдолгиот пат од Гап. Некои останале таму, некои се вратиле живи од таму што преживееле. Од тие луѓе добар дел за среќа учествувале и во народно-ослободителната борба. Револуцијата продолжува и има учесници во ЕНОБ. Има повеќе учесници, а јас ја поседувам споменицата на дедо ми, мојот прадедо, активен учесник во Илинденското востание во четата во Јордан и Перката. Земаше илинденска пензија, живееше 95 години. Следувате ли што сте по потегло Арбинец? Видите вамо, да, тоа ми е многу големо задоволство и затоа сум најмногу заинтересиран за село Арбиново, а пред се тогаш во тие времења и многу луѓе, мои сограѓани од селово учествуваја во тој филм Најдолгиот пат, кои комити, кои турски војници, меѓу кои јас бев турски војник во тој филм, и така да мене многу ме радува, прво што ова е борбено село, од тога потекнувале многу работи во времењата Илинденското востание, во времето на Втората светска војна и така. Значи, тоа мене многу ме радува. Ја би надополнил тука и црвена вода, освеното Самарче. Да. Значи, темелот на Македонија е овде на Дебрце. Дебрце, Горна Дебрце. Почитувани мои арбинци, многу ми се исполни душава моја што ете овде сум во вашево Арбино, каде што на 15 март 1903 година се случи големата Арбинска афера, чија Арбинска афера е предвестникот на големата македонска илинденска епопеја. Дозволете ми да ви пренесам дел од моите историографски податоци, да ви ги пренесам чепкајќи низ историските архиви, иако по професија сум професор и инженер електроничар, а многу си ја сакам историјата, посебно оваа нашава македонскава, ги замоли нашите домаќини Драгослав Миновски. Голем мерак ке ми направиш на душичкава моја, а и на Трајана и на Стоќата не само една, туку сите приказни што ги знаеш за нашево Арбино, да не ги раскажеш, на Драги Миновски му одговори 75-годишниот Христо Миленковски. Славна Дебрца е еден крај кој што располага со прекрасни природни убавини, со недопрена природа, со многу културно-историски знаменитости, меѓутоа и со многу богато историско и револуционерно минато. Дебрца би кажал дека е синоним
на непокорната прсјачија. Таа е епска вертикала на македонските страдања и вознеси низ вековите. Областа Дебрца ја содржи сета славна македонска историја. Војувала ни сите векови на робства и владенија за да обстои. Војувала и возвишувала. Дебрца со сета своја географија, со сите световни и духовни величија, со срце и со душа се вградила во темелите на македонската држава. Дебрца со право се смета за пантеон на македонската слобода. Славна Дебрца е македонско светилиште од времето на Свети Климентовата Кутничевица. Како што кажав, е позната под името Славна Дебрца поради своето славно историско минато, исполнето со хероизам и со борба за слобода на Македонија. Уште во периодот на турското робство, во Дебрца крстосувале многу ајдуцки и комитски чети. Во времето на ајдуцтвото, пред организираниот вооружен и револуционерен отпор на македонскиот народ, во почетокот и средината на 19. век, во ова област живеел и действувал Кузман Капидан, македонски народен јунак и војвода, опеан во народните песни, но и во песните на ненадминатиот Григор Прличев. Во времето на организираниот револуционерен отпор кон крајот на 19. и почетокот на 20. век, во Дебрца многу често престојувал и славниот охридски војвода Христо Узунов. Токму Дебрца била најсилното жариште во Охридско во времето на Илинденската епопеја од 1903 година. Покрај тоа, Дебрца особено е прославена и во периодот на Втората светска војна по неколку значајни настани. На Славеј планина на 18. август 1943 година е формиран првиот македонски партизански батаљон Мирче Ацев. А истата година, неколку недели, Дебрца ќе биде првата и единствена слободна територија во Македонија за време на народно-ослободителната борба. Првата македонско-косовска народно-ослободителна бригада е формирана во селото Сливово на 11. ноември 1943 година. Во селото Издеглавје пак бил одржан првиот свештенички собир на кој било иницирано формирањето на Македонската православна црква. Во близина на селата Сошани и Велмеј работела и партизанската болница за време на Втората светска војна. Сакам да потенцирам дека на 21 ноември, односно октомври, се извинувам, 1943 година, во куќата на Јонче Николовски во село Издеглавје, Дебрца, е одржано првото свештеничко собрание на првата и единствена ослободена партизанска територија во окупирана Македонија за време на народно-ослободителната борба. На првиот свештенички собор 30 народни свештеници, изразувајќи ги стремежите и определбите на православното свештенство и на верниците од цела Македонија, била донесена одлуката за возобновување на Охридската архиепископија како Македонска православна црква, што представува завршеток на вековната борба на македонскиот народ за здобивање на своја независна и самостојна православна црква. Според одлуките на соборот, откажана е секаква юрисдикција на туѓите цркви врз црквата на Македонија, а во црковната администрација е воведен македонскиот јазик. Свештениците и македонските христијани биле повикани да се вклучат во народно-ослободителното движење и со сите сили и средства да ја помагаат народната војска. Тогаш е формирана првата организирана црковна власт, формирано е архиерейско наместништво, а за прв наместник е поставен заслужниот деец и учесник од народно-ослободителната борба Антим Поповски.
Ако прошетате низ славна Дебрца, ќе имате можност да видите многу историски и културни знаменитости, а пред се сакам да потенцирам дека нема село, нема населено место во Дебрца каде нема спомен обележја од славното револуционерно минато на македонскиот народ. Во чест на паднатите борци во Илинденското востание и НОП е издигнат споменик во средината од селото Горенци. На плочата од споменикот назначени се 1903, 1943 и 1983 година. Во селото Требеништа на споменикот стои: се боревме, загинавме, но останавме незаборавени. Во центарот на селото Мешеишта се наоѓа споменик на паднатите борци од НОВ, на која се испишани имињата на паднатите борци и текст со посвета кој гласи: вашата младост се вгради во темелите на слободата за Македонија, вие отидовте, но живеете со нас. Во селото Лешани се наоѓа спомен гробот на свештеникот Васил Попангелов, кој бил старешина во манастирот Си Свети во одбрана на збегот во Српница, кој храбро го положил својот живот во нерамна борба со турскиот аскер за црковна и национална слобода на македонскиот народ во Илинденското востание. Во западниот дел на селото Велмеј е изградена спомен чешма Исток, од која тече бистра изворска вода од 18 дулци, посветена на паднатите борци во НОП. На училиштата зграда во селото Црвена вода е поставена спомен плоча во која во октомври 1940 година бил издаден манифестот на главниот штаб на НОФИПОИ за Македонија до македонскиот народ, повикувајќи го во сестрана борба против фашистичките окупатори. На Караорман е изграден споменик во чест на формирањето на 6-та македонска народно-ослободителна ударна бригада, на чија плоча пишува: на 6 септември 1944 година на ова место, во пазувите на вечно бунтовниот и на непокорен Караорман, се развиори борбеното знаме и се формира 6-та македонска ударна бригада. Во селото Турие е издигнат споменик во чест на паднатите борци во Илинден и НОВ во влезот на гробиштата. Селото Арбиново, како составен дел на славна Дебрца, е символ на вековната борба на македонскиот народ за добивање на своја сопствена држава во која ќе биде свој на своето. И покрај постојаните удари врз темелното право за себе идентификација на македонскиот народ, се уште постојат обиди за перфидно, софистицирано асимилирање на еден цел колектив со милениумско автентично постоење. Најголемата среќа и најголемото задоволство за секој македонец е секогаш и секаде да може да се декларира како македонец, како чедо на Македонија и да ги учи и негува културното творештво и традицијата на Македонија. Целата историја на македонскиот народ е една непрекината борба за зачувување на својата слобода и сопственото достоинство. Македонците се европски народ, кој што ја населува историско-географската област Македонија. Културата на македонецот е импресионистичка и традиционалистичка. Таа е силно поврзана со родната земја и поднебјето во кој живеат. Целата таа непрекината борба на македонците им го дава епитетот непокорни. Разочарани од империалистичките политики на балканските држави, кај македонците се зацврстува и кристализира нивната посебност, тоа се расширува идејата дека тие се посебен народ,
кој е обесправен, разделен народ, кој заслужува да има своја држава и сам да управува со својата судбина. Денес македонците ги уживаат придобивките од борбите на нивните предци и слободно ја градат својата современа култура. Македонскиот народ има долга и бујна историја. Постојано во борба за место под сонцето, за национална слобода и за самобитност. Македонија води вечна борба меѓу темнината и светлината и која секогаш се пренесува од една на друга генерација. Секоја генерација се бореше под различни услови, но и различни судбини. Безмилосно се спроведувани најразлични методи за уништување на националната свест и самостојност. Македонецот секогаш се бореше за своја национална слобода, за да ги сочува својот идентитет, својот јазик, црквата, обичаите, традицијата, односно сите белези кои обележуваат македонската нација како посебна. Македонецот не е немојчен дури кога се чини дека целиот свет околу него го изневерува и го напушта. Затоа што во себе од секогаш ја носел камената статичка сила на своите предци и тој знаел да ги собере чувствата, звуците, формите, боите, изборовите и од нив да направи човечка драма, што ја изразува безсмртноста на својата воља за опстанок во театарот на животот. Се радувате ли што селото Арбиново, кое што е опишено во недолгиот пат, каде што тамо брилијантно глуми нашиот македонски бард Ристо Шишков, но се радувате ли што сте по потекло арбинец? Видите вамо, да, тоа ми е многу големо задоволство и затоа сум најмногу заинтересиран за селово Арбиново, а пред се тогаш во тие времења и многу луѓе, мои сограѓани од селово учествуваја во тој филм Најдолгиот пат, кои комити, кои турски војници, меѓу кои јас бев турски војник во тој филм, и така да мене многу ме радува прво што ова е борбено село, од тога потекнувале многу работи во времењата и Линденското востание, во времето на Втората светска војна и така, значи тоа мене многу ме радува. Продукцијата Марио Филм ви пожелува сите оние ваши идеи, како начело, како председател на местната заедница, по цело Арбиново и со помош на општината Слана Дебарца, дека ќе ги реализирате, затоа што селото Арбино не е од оние заборавени села кои што ја спатувам. Во селото Арбино нема падната куќа. Во селото Арбино сите стари куќи кои што со на стара селска архитектура се задржани. Затоа што Арбино е селото каде што 5 месеци пред големото Илинденско македонско востание на 15 март 1903 година историчарите велат дека тука одовде е почетокот на Илинденската епопеја. Да сте ми здрави живи. Исто и вие, и благодариме.